Добар ден, оваа среда од Велес, од градскиот парк. Тука со мојот соговорник разговараме на тема безбедноста на мотоциклистите. Секоја пролет оваа тема е доста актуелна, како да се заштитат корисниците на ова превозно средство. На оваа тема ќе разговарам со Ивица Пренџов, претседател на мотоклубот на Носачење крстот од Велес. Ивица, добар ден и добре дојде. Добар ден, добро ве најдов. Сакам прво да ги поздравам гледачите и да се заблагодарам за приликата да кажеме збор-два околу безбедноста на мотоциклистите. Што вие се преземате како клуб да ги едуцирате и вашите членови, но и сите останати да подигнете свеста за безбедно возење? Па вака, прво ние како клуб примаме веќе готов производ на мотоциклисти, односно луѓе кои се грижат за безбедноста во сообраќајот, а за сите останати, односно децата кои почињаат сега да возат, кои почнуваат сега да возат, тоа се од 13 до 16-17 години, пробуваме да ги едуцираме во нашите клубски простории со тоа што организираме некои едукативни работилници. Потоа имаме со полицијата, имаме соработка и заедно стоиме по раскрсници со нив, делиме пропаганден материјал и се трудиме што е можно повеќе да се носи заштитната опрема и да се почитуваат сообраќајните правила, да се возат технички исправни мотори, и мислам дека сето тоа има некаков плод. Резултатите се видливи поради тоа што ова трае веќе 10 години со нашиот клуб, така да мислам дека имаме резултати видливи. Рековте заштитна опрема. Што таа опфаќа? Што треба секој мотоциклист, оној што вози мотор, да поседува, не само да поседува, тука и да употребува? Па најпрво треба да носи безбедносен шлем, односно кацига. Тоа е нешто прво што треба да го носи. И зависност од потребите и намерата каде би возел, се знае, јакна, кацига, патики, значи онаа возење на влечалки, на апостолки, тоа е тотален абсурд што се случува по град, така да мора да се носи добар избор на облека, фармерка, јакна, тоа се што ни треба. Чевла секако, да. Чевла или патика? Па во град може да се носи патика, се разбира, ама да не биде никаква на апостолки. Да. Неодамна имавте една заедничка акција со превентивата на СВР Велес. Што работев? Што се случуваше тој ден? Па така, значи со СВР Велес на последната акција учествувавме заедно и беа запирани учесниците во сообраќај со мотор. И тука им беше делено пропаганден материјал како треба да се вози, кои се правилата за возење по закон и дека треба да се носи безбедносен шлем. Исто така за оние кои беа тотално исправни имаше символичен поклон. И што беше поклон, така не тајна? Па нешто околу мотори, спреови за ланци, шампони за бај. Опрема. Да, така. Рековте дека одржувате предавања. Каде се одвиваат тие и каков интересот? Како ги наоѓате потенцијалните посетители? Па вака, во последно време тие ни приоѓаат сами, а ги организираме во нашите клубски простории. Клубот има собствени клубски простории кои се наоѓаат на излезот од градот и еве апелирам сите од Велес дека може да дојдат таму комотно, се што ги интересира за мотори, за опрема, за користење на опрема, може да не контактираат слободно, ние сме отворени секогаш за да се подобри сообраќајната култура и безбедност. Кој период е отворена таа ваша канцеларија? Како може да ве најдат? Нели може да дојдат? Имаме ние фанпејдж, знаеш, сега младите више ги работат социјалните мрежи, не е никаков проблем да не најдат, и Велес не е нешто посебно голем, не знаат, така да не е проблем. Клубските простории се отворени секој ден после 19 часот, нема никаков проблем за тоа. Рековте дека добивате како готов производ, се добиваат не вие, току општеството, заедницата, мотористи. Тука спаѓа, претпоставувам, и обуката во Црвен крст и она обука што имаат во компаниите што ги обучуваат децата. Колку тука се обрнува внимание на заштитата на овие млади личности при сообраќајот? Па се обрнува внимание, не дека не се обрнува внимание, поентата е колку они сакаат да го прават тоа. А инаку и Црвен крст и на полагање кога одат да полагаат за категорија, сите обрнуваат внимание кон новите учесници, на колку они сакаат да го прават. Тоа е веќе друго прашање. Така да за тоа пропагандава трае повише години и мислам дека дури сега гледаме плотот тоа.
Очигледно, колку што можам да заклучам, дека имаме две состојби. Една е дека знаат што треба да прават, а друга е во пракса кога возат дека тоа не го практикуваат. Да, тоа е вистинската ситуација. Они знаат што треба да прават, али не го практикуваат. Пропагандата е за да почнат да го практикуваат. Дали може би низ тие разговори кога доаѓаат кај вас откривте зошто сакаат да бидат фраери на денот? Па добро, голем дел од нив и ја немаат целата заштитна опрема и сакаат да бидат фраери. Генерално сакаат да бидат фраери. А дали е скапа таа опрема? Дали може да си ја дозволат? Па скапа е, додека не е скапа, ама не е нешто баснословна сума што не може да си ја дозволат. Кога би си дозволил да си купиш мотор, зашто не би си дозволил да си купиш кацига? Ако не тоа е на колку една кацига, тоа е основна за заштита на здравјето. Од до, значи од 50 на евро па нагоре. Така. И на крајот од ова прашање, билтените за жал на црната хроника во Велес ни се случува, обично тоа се некои мали мотори кои што младите страдаат меѓу себе, дори си имаат удрено или пак во некои други автомобили. Вие преземете се што треба. Дали е тоа доволно, дали може би и заедницата треба да помогне во тој дел? Па видете, Еве субвенционирање на кациги, да речем. нема потреба да се субвенционираат кациги, да бидеме реални. Тој што има мотор треба да има и кацига. Факт е тоа, калкулираш цена на мотор, калкулираш цена на кацига. Мислам дека генерално проблемот кај младите е тоа што они навистина не сакаат да носат кацигата. Ивица, јас останувам да ви заблагодарам што бевте гости на ова попладне, да ви посакам успешна работа, задоволство на моторот, но и пред се на моторите, но пред се и едукација на младата популација која што треба да се заштити пред се себе си, а потоа и другите. Така, ви благодарам и вас за дадената прилика да се каже збор 2. Се надеваме дека ќе имаме поголеми резултати во иднина. Да, тоа беше Ивица Пренчов. Разговаравме за безбедноста на мотористите при користењето на нивните средства низ градот. Тој е претседател на мотоклубот Носточен крстот од Велес. И тоа би било се за денес студио.